Зборуваме за здравиот животен стил. Зборуваме за исхраната, за физичката активност. Зборуваме за добрите навики. Но не треба да заборавиме и на добриот сон. Нашите тела имаат незаменлива потреба од одмор и секое деноноќие тоа треба да го правиме помеѓу 7 и 8 часа. Се чини дека здравиот сон е нешто од што најлесно се откажуваме. Го заменуваме со други активности. Но најновите научни податоци зборуваат за катастрофални последици доколку не спиеме редовно. Не само пат на концентрацијата и намалување на менталната подготвеност за следниот ден, туку и сериозни хормонални нарушувања, зголемен ризик од неколку видови рак и сеопшт пат на имуниот систем, како и одбраната на нашето тело. Малку е парадоксално што ни треба наука за да не убеди во една од најприродните состојби во нашиот живот. Се чини дека тоа е денешната реалност. Едноставно, премногу работи ни го нарушуваат сонот. Од гледањето телевизија доцна во ноќта, пресилни светла доцна во ноќта и конечно, најновото, силна стимулација на мозокот од телефоните непосредно пред спиење. Имено веќе е докажано дека употребата на телефони пред спиење значително го одложува заспивањето, па дури го нарушува и квалитетот на сонот. Да не ја заборавиме важноста на добриот сон и тоа секоја ноќ, без исклучок.